Добар ден, драги ученици! Јас сум Марина Рамбабова од Основното училиште Гоце Делчев од Штип. Хајде да започнеме. Денешните цели се учениците да ја идентификуваат функцијата на придавката во реченицата и боите како придавки и зборови кои ја опишуваат именката. Што е тоа придавка? Придавките се зборови со кои даваме карактеристики на предмети, суштества и појави. Придавките ги опишуваат именките. Let's begin. Adjective. Adjective is a word that describes the noun, but also tells details about the nouns. Like red hair, a white building, black headphones. All the three words, black, white, and red, are adjectives. Adjective, adjective, adjective. Тие се придавки и даваат опис на именката. Можеме да дознаеме повеќе информации за тоа дека девојчето има црвена коса, дека зградата е бела и слушалките се црвени. Here we have some colors. Let's label them. Orange, black, red, yellow, blue, pink, violet, white, brown, and green. Here we have more colors. It's the same exercise, but now you can repeat after me. Можете да повторите по мене. Orange, pink, black, red, yellow, blue, white, brown, violet, and green. Remember, adjectives don't have plural form. Тоа што треба да го запамтиме е дека придавките немаат форма за множина. Односно, ќе направиме споредба со македонскиот јазик и ќе видиме дека во македонскиот јазик придавките се менливи зборови. Тоа ќе го забележиме во следниве примери и ќе видиме бел снег, бела табла, бели контури. Сите три форми се различни. Имаме форма за машки род, форма за женски род и за множина. Значи, придавките во македонскиот јазик се разликуваат по родот и по бројот. Но, во англискиот јазик придавките не се менуваат. Односно, ќе ги видиме примерите и ќе забележиме дека тие се исти. White snow, white board and white shoes. Сите три форми се исти. Тоа е малку поедноставна ситуација и полесно за вас да запамтите. Овде ќе видиме неколку примери како придавките функционираат во речениците. The bee is flying around the flowers. Во оваа реченица можете да забележите дека немаме придавки. Имаме само две имени, а тоа се bee and flowers. За да ги надополнеме именките, реченицата може да изгледа вака. The yellow bee is flying around the flowers. Овде придавката може да забележите и објаснува и дава информации за именката, која боја е пчела. Истата реченица, sentence, ends like this. The bee is flying around the violet flowers. Секињата сега дознаваме која боја, или пак реченицата може да изгледа вака. The yellow bee is flying around the violet flowers. We've got another example, like the sky is blue,
The tree is red. The snow white. The door brown. Dog black. The balloons are pink. The oranges are orange. Now we can ask some questions. Where is the ball? What do you think? Let's answer. The ball is on the green grass. Where are the white bears? They are on the white snow. Where is the book? The book is on the brown table. Where is the flamingo? It's in the blue water. Now you can answer. What's your favorite color? Може да одговорите на ова прашање и да ја кажете вашата омилена боја. My favorite color is green. For example, choose your favorite color. And in the end, за крај, you can draw a rainbow and label all the colors. Нацртате едновиножито и напишете ги сите бои кои што ги имате употребено во вашето виножје. Ви благодарам за вниманието. До следно видување.